Почитувани, денес бројката на ново заразени е над 80-тина. Македонија влегува во нов пик. Во услови кога сите земји во регионот немаат заболени и по 2 недели, Македонија поради лошиот менаџмент на владата на СДСМ е остров на зараза во сред регион без корона. Организирање на избори во ваков пик на коронавирус представува масовно самоубиство. Деновија станува јасно дека постои силно политичко влијание и притисоци врз Комисијата за заразни болести. Тие работат под политички диктат на Зоран Заев и Венко Филипче. Наместо заштита на здравјето на граѓаните, Комисијата се труди да му удоволи и да ја спаси политичката кариера на еден политичар во заминување. И додека во земјите од регионот и во светот се прават јасно детерминирани и дефинирани планови за разлабавување на мерките, председателот на комисијата и членовите, од кои 6 директори назначени од Филипче, а еден на листа за пратеници, сакаа да му удоволат на Зоран Заев. И тоа со убедување дека ќе изготват јасни протоколи кои ќе обезбедат и заштитат популацијата. За жал, само во последните 3 дена имаме 125 ново заразени, плюс денешните 80-тина и 12 починати, од кои 5 во текот на вчерашниот ден. Професионално размислување на лекар никогаш не би потврдило и препорачало дека во вакви услови се можни безбедни избори. Македонија се претвори во земја која го има својот втор пик на коронавирус уште сега. Кампањата и делењето на пакети по штабовите на СДСМ си го сторија своето. Статистиката говори дека Македонија е на второ место во Југоисточна Европа по бројот на починати на 1 милион жители, веднаш после Романија. Имаме повеќе починати на 1 милион жители од Грција, Бугарија и Албанија заедно. Земјите од опкружувањето како Црна Гора, Словенија и Хрватска во последните неколку недели немаат ниту еден ново регистриран случај. Подемот на кривата на заразени во Македонија е предизвикана од лошиот менаџмент на властите и ќе доведе до ситуација да бидеме изолиран остров на кризно жариште во цела Европа со потенцијална опасност голем број од држави да забранат влез за нашите граѓани и за нашите бизниси. Власта не уверуваше дека има јасна визија за борбата против коронавирусот. Откако поминаа повеќе од 2 месеци, гледаме дека всушност не знаат каде тераат и покрај најрестриктивните мерки кои беа применети, ние сме држава во која што бројот на заболени не се намалува, туку оди во втор пик. 3 месеци ги држаа граѓаните, градинките, училиштата, фабриките и буквално цела држава затворени во страв дека ќе се случи катастрофа, а таа се случува сега и покрај сите мерки. Во земјава постојат 3 медицински факултети со професори и катедри по епидемиологија и инфективни болести. Ниту еден од овие професори не е вклучен во Комисијата за заразни болести. Потребно е да се обезбеди да нема никакво политичко влијание врз одлуките и препораките кои што ги носи Комисијата за заразни болести. Потребно е да се разреши Комисијата, да се формира нова, која ќе биде професионална, составена од експерти, заштитени од секакво влијание на политиката. Здравствените работници се револтирани и губат доверба во менаџментот на кризата. Потребни се итни и ефикасни решенија. Катастрофата која ни се случува е резултат на непрофесионализмот и влијанието на СДСМ врз одлуките во здравството. ВМРО ДПМН е различно од СДСМ. Со СДСМ и Заев добивме хибриден режим, криминал и сиромаштија. Ви благодарам.